Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Слушатели на Радио Слободна Македонија, добродојдовте во уште една емисија Поента. Секако денеска е навистина политички турбулентен ден. Предпоставувам дека така ќе остане до 24 часот. Ситуацијата или состојбите се менуваат буквално од час во час, така што човек не може ни да ги собере сите релевантни информации со цел да направи еден збир за да може да ви информира најпрецизно што може, барем она што до пред 10 минути успеав да го соберам заради ваше подетално информирање со тоа што конкретно се случува во Македонското собрание, но и во оние билатерални средби кои што ги имаат европските пратеници со политичките партии, меѓутоа и секоја политичка партија со друга политичка партија, би рекла билатерално, одржува истовремени средби. Ќе кажам дека информациите се собрани до пред 15 минути и одат вака. Пратеникот Алити од Демократската унија за интеграција, како што знаете, поднесе иницијатива за поништување на одлуката за распуштање на Македонското собрание. До пред 15 минути за оваа иницијатива застанаа 26 пратеника. За да биде валидна иницијативата потребни му се 20 пратенички потписи, што значи дека таа иницијатива ќе може да биде пуштена во собранието и да биде разгледувана. Меѓутоа, она што е интересно и што дојде од Демократската унија за интеграција е дека тие се уште тоа нема да го направат се додека не се остварат сите средби кои што тие ги имаат планирано, се со цел да се дефинира мнозинството во собранието за да може иницијативата да помине, односно да биде изгласана онака како што е предложено од страна на ДУИ. Тоа е едната димензија. Втората димензија е дека пратениците од редовите на Социјалдемократскиот сојуз излегоа со став дека нема да се потпишат на иницијативата на ДУИ, дека нема да ја гласаат. Секако доколку во неа е наведен точен или прецизен датум за одржување на предвремени избори. Значи, тие едноставно не сакаат да се потпишат и да застанат на ниту една иницијатива која што ќе има конкретизиран датум, што значи дека веднаш се гледа идејата или намерата на Социјалдемократскиот сојуз, едноставно работите или политичката криза и понатака да трае, политичката криза да се одолговлекува до недоглед, се со цел СДСМ да купува време, секако да работат инсталациите кои што со помош на меѓународната заедница им се ставени во системот и нормално на тој начин, не преку работа, не преку проекти, не преку позитивни моменти, да едноставно ја смени состојбата со рейтингот меѓу политичките партии, секако да го намали рейтингот на ВМРО ДПМН, а својот да го покачи на сметка нормално на разните форми на притисоци, уцени кои што секојдневно ни ги приредуваат членовите на Социјалдемократскиот сојуз. Истовремено е познато дека барем до сега ВМРО ДПМН се уште стојат на ставот дека изборите ќе се одржат на 24 април, сметајќи дека секако има услови за одржување на фери демократски избори на овој датум, а дека секое одложување би значило продлабочување на политичката криза, што секако дека ќе се одрази и врз продлабочување, односно почеток на економска, социјална и друг вид на криза која неминовно доаѓа како резултат на политичката криза.
Долго време знаеме дека и владеачката ДУИ стоеше на ставот дека нема потреба за одложување на изборите на 24 април, но како што знаете, викендов под притисок или по лидерската средба Али Ахмети го промени ставот, односно рече дека сите опции се отворени во моментов и дека неговата партија ќе застане зад прогресивните сили кои што едноставно и носат прогрес на државата, без при тоа да каже што конкретно тој мисли на прогресивни сили, затоа што прогресивните сили во моментов, тие кои што ни се споменуваат, се всушност за мене регресивни сили, затоа што едноставно не нудат решенија, туку само нудат опција за пролонгирање на политичката криза која и онака постоеше повеќе од година дена. Како што е познато во јавноста, за да се суспендира одлуката на собранието за само распуштање, потребно е секако да се направат измени во изборниот законник, што бара двотретинско мнозинство гласови. Значи, за да се направи промена на датумот на избори, кој што е стипулиран во 4 члена од изборниот законник, потребно е двотретинско мнозинство, што значи мора да постои согласност и на ВМРО ДПМНЕ за менување на изборниот законник, што дополнително ја усложнува и онака сложената политичка состојба во државата. Исто така, значи, без разлика дали до полнок ќе се промени или ќе се поништи одлуката за распуштање на собранието, ако евентуално се направи ново парламентарно мнозинство во државата, останува да виси, би рекла, прашањето, што во случај кога доколку такво мнозинство се утврди, односно имаме ново парламентарно мнозинство кое што ќе застане зад одлуката за поништување на одлуката за распуштање на собранието, што во случај со изборниот законник, кога претениците на ВМРО ДПМН евентуално нема да се согласат за промена на 24 април како можен термин за одржување на парламентарните избори, што секако ја докомплицира политичката состојба. Се споменува и трета една можност, која што ја начна пратеникот Павле Трајанов, која што можеби во моментов е најминорна, меѓутоа сепак вреди да се каже како еден вид на иницијатива, односно Павле Трајанов доставува предлог одлука за одложување настапувањето на одлуката за распуштање на собранието на неопределено време, односно според него таа одлука треба да важи, односно се додека не се договори нов датум за избори, со што според него би се отворило време и за измените со датумот за одржување на избори во изборниот законник. Меѓутоа, предпоставувам дека господинот Павле Трајанов го има предвид фактот дека изборниот законник е системски законник, што значи дека се носи со мнозинство од двотретинско мнозинство од вкупниот број пратеници. Значи, за него, ако смета дека таа одлука за распуштање на собранието треба да се донесе на неопределено време, тогаш нека треба и да ја објасни на јавноста како што правиме со 24 април, кој што е стипулиран, како што кажа, во 4 члена од изборниот законник. Како би се утврдил нов датум без ВМРО ДПМН и како евентуално би се избришал 24 април како можен датум за предвремени избори, повторно без да за тоа да одлучат претениците од ВМРО ДПМН. Исто така, иницијативата на ДУИ би сакала за неа да се навратам, бидејќи таа најмногу прашина и политичка тензија дигна во текот на денешниот ден. Во иницијативата на ДУИ се уште не се образлага ништо конкретно што стои, затоа што пратениците од оваа политичка партија сметаат дека се уште се можни и некои нови решенија кои што во меѓувреме се по нив се прават во овие билатерални средби кои што ги прават со другите политички партии. Меѓутоа сепак тие до
часот кога започна поента, фактички брифираа дека не брифираа детали, туку кажаа дека сите тие можни решенија се поврзани само со одлуката за само распуштање на собранието и дека таа иницијатива е во согласност со препораките кои што меѓународната заедница ги има соопштено на политичката партија ДУИ и секако на јавноста во неделата кога американскиот амбасадор излезе со писмото кое што го упати до јавноста. Исто така од ДУИ велат дека се уште, како што кажав, не ја поднеле иницијативата во собрание заради потребата од дополнителни консултации. Што во таа иницијатива е содржано, навистина не можам во моментов да кажам, меѓутоа се претпоставува дека се работи за укинување на постојната одлука која што е одлука за само распуштање на собранието која што треба да стапи на сила денеска во 24 часот, односно ноќеска на полноќ. Моите извори велат дека во моментов, како што кажав, сите политички партии одржуваат интензивни разговори. Секако дека до крајот на денот ќе мора да се постигне некаков договор. Интересно е дека во игра се и сценаријата кои што пред малку ги прочитав во делот на постоењето на техничката влада, имено македонскиот претседател на владата за спроведување на избори денеска преку својот Facebook профил и порака упати до фактички до јавноста, но до и политичките партии една сериозна загриженост дека во случај на одложување на изборите оваа влада не може да го преземе да ја преземе одговорноста поради лимитираноста на истата согласно законот за спроведување на изборите, бидејќи оваа влада е влада за организирање на избори, така што таа е прилично ограничена во надлежностите, но и во сите оние ресурси кои што, односно капацитети кои што се потребни за нејзино работење. Исто така во својата порака македонскиот претседател на владата фактички укажа на фактот дека се нарушени меѓучовечките односи и дека особено меѓу замениците на министри и министрите кои што ги раководат ресорот Министерството за внатрешни работи и за труд и социјална политика, каде што знаеме дека има сериозни не само лични анимозитети, туку и политички анимозитети во однос на тоа како треба да се спроведуваат политиките во овие две министерства. Имаме различни пристапи и различни концепти кои што ги имаат министерот и заменикот на министер, односно дополнителниот министер, кои што се појавуваат од две различни политички партии. Од тука во такви услови се поставува прашањето и за капацитетот на владата за спроведување на избори, колку тие имаат легален и легитимен капацитет да тераат работата или се до денот на одржување на изборите, ако се има предвид фактот дека се уште ниту еден термин не е утврден како можен термин за одложување на изборите, затоа што СДСМ не сака да застане зад ниту еден можен термин. Меѓународната заедница го форсира 5 јуни, меѓутоа и таа не може да гарантира дека на 5 јуни ќе има предвремени парламентарни избори. ВМРО ДПМН застанува цврсто зад одлуката донесена на извршниот и на Централниот комитет на партијата дека 24 април е денот или терминот кој што е консенсуално договорен од страна на сите потписници на договорот од Пржино и е ставен во изборниот законник, така што се е подготвено за одржување на предвремени парламентарни избори. Дополнително на целава оваа политичка би рекла рашемонијада е и тоа што министерот за внатрешни работи најави условена оставка доколку ВМРО ДПМН остане на ставот дека ќе одат со одлуката за само распуштање на собранието на полноќ, односно дека ќе се одржат изборите на 24 април. Иако политичките партии би рекла во текот на целиот денешен ден тактизира, се договара, се брифира, размислува и така натаму,
тоа е сепак нели прашање на политичка одлука која што ќе договорат политичките партии. Меѓутоа нормално е секој од нас да има свое мислење и свој став околу актуелнава политичка состојба во државата. Лично, како професор по уставно право, сметам дека не треба да дојде до одложување на консенсуално постигнатиот датум за одржување на предвремените парламентарни избори и покрај цела ова голема нели фама која што се прави посебно во текот на денешниот ден и овие големи бранувања што се присутни на политичката сцена, мислам дека треба да се држиме до договореното и до она што консенсуално беше договорено и изгласано од страна на 4 најрелевантни политички партии и дека само така доколку останеме докрај на она што е договорено, можеме да почнеме да градиме политика на консензус, односно политика на диалог, на прифаќање на различни ставови и мислења, на градење на излезни решенија и на надминување на состојбите со тие изградени излезни решенија. Доколку ние постојано си ги негираме собствените консенсуални договори, во тој случај ние нема да градиме консенсуална политика, туку напротив, секој чекор политички кој што ќе не биде направен во полза само на личен интерес или во полза само на партискиот интерес, ќе биде на штета на градење на националната политика која што треба да ги да се грижи за виталните националните интереси на Република Македонија. Како што кажав, мојот став е дека 24 април е денот кој што е утврден за да се одржат предвремените парламентарни избори. Тој датум не беше ниту датум на ВМРО ДПМН, ниту датум кој што едногласно беше протнат од СДСМ, ниту датум кој што беше утврден единствено и само од меѓународната заедница, односно од ДУИ и од ДПА. Зад тој датум застанавме сите, зад сите решенија во договорот од Пржино застана сите релевантни политички партии, покрај тоа што на голем дел од решенијата и ВМРО ДПМН и ДУИ има одредени несогласувања, односно ние како професори истакнувавме за неколкуте неуставни категории кои што се внесени во договорот од Пржино, но сепак заради политичкиот мир во куќата и заради воспоставување на консенсуална политика, се проголта многу од тие работи со цел да се надмине политичката криза и се со цел да се создадат сите предпоставки и предуслови за одржување на предвремените парламентарни избори на датумот кој што е утврден во изборниот законник. Сега наеднаш би рекла една недела пред оваа одлука за распуштање или неколку дена се менува состојбата, се менува под притисок на странскиот фактор и на меѓународната заедница, но и на социјалдемократскиот сојуз. Едноставно се прави едно политичко салто мортале, се со цел само да се одложат изборите и тоа повторно ќе кажам не се прецизира можен датум за избори, кога би требало тие да се одржат, туку едноставно тоа ќе се остави до недоглед. Оваа политичка криза, според тоа како стојат политичките проценки сега за сега, треба да ја очекуваме и да ја толерираме уште најмалку една година, можеби и повеќе. Тоа секако не е решение кое што оди во полза на Република Македонија и тоа како такво решение не би го прифатила, па дури и по цена да политичките партии едноставно не постигнат договор за тоа како понатака ќе се справуваат, ќе се решаваат работите во политиката, затоа што мислам дека еднаш повредениот консензус или еднаш згазнатиот, погазениот консензус ќе значи погазување на сите идни консензуси зад кои што ќе застанат сите политички партии, што е вовед во една нова политичка анархија која што не е добродојдена за никој во Република Македонија. Тука права мала пауза за реклами, останете со поента. Да одиме натаму со истата тема, секако актуелната политичка состојба во Република Македонија и секако прашањето кое што најмногу заслужува одговор, дали ќе имаме избори на 24 април, онака како што консенсуално беше договорено од 4 релевантни политички партии во земјата, вклучително и со представниците на меѓународната заедница.
Секако на ова прашање се надоврзува уште едно прашање кое што е сосема легитимно и логично, а тоа е која е самата логика да се гази, да се погазува едно консенсуално донесено решение за да се постигне наводно некакво второ, односно некакво поинакво друго консенсуално решение за кое повторно никој ниту во земјата, ниту од меѓународната заедница не може да гарантира негово почитување. Значи, никој не може да гарантира дека евентуално некое второ консенсуално решение нема да ја доживее судбината, истата судбина како и првото решение, и се така поред, и се така до недоглед. Следното прашање кое што исто така заслужува сериозен осврт и сериозна анализа е како е можно да се толерира политика во која компромисот се гази со друг компромис. Тоа едноставно не е можно во политиката. Вие да го поништите претходниот компромис со некакво решение од втор компромис. Тоа не е политика. Тоа е или класична уцена, или терање мајтап со државата и со политичките институции. Тоа е класичен политички упад во државата. Ако сакате во најмала рака, тоа е предавство на националните интереси. Компромисот не е ексклузивна алатка на ниту една политичка партија. Посебно, компромисот не може да биде ексклузивна алатка на партија која го повикува на помош компромисот со ниет, со желба да го злоупотреби. Посебно, не може да се употреби или да биде ексклузивна алатка компромисот на онаа политичка партија која што има за цел уште пред да го постигне, да го згази, односно да го поништи. Постигнатиот компромис секогаш треба да биде во име и за сметка на интересите на граѓаните на Република Македонија, во име и за сметка на државата Република Македонија. Тој компромисот не може да биде постигнат заради лечење на фрустрациите, на политичките фрустрации на дел од раководството на СДСМ, и тој не може да биде постигнат само заради лечење на комплексите на пониска политичка вредност во однос на она кое што ја имаат политичарите од ВМРО ДПМН. Компромисот нема за цел или не може да ги штити политичките кариери на функционерите на СДСМ. Компромисот кој што е постигнат со договорот од Пржино не може да се гледа како играчка во рацете на Социјалдемократскиот сојуз или уште помалку како играчка во рацете на меѓународната заедница. Сериозните политичари ја гледаат оваа политичка игра на газење на компромисот како газење не само на националните вредности и принципи во државата, туку и како газење на европските демократски вредности кои што се доминантни во политичкиот процес кога се создаваше договорот од Пржино. Сите бевме сведоци дека усогласувањето и донесувањето на договорот од Пржино беше исполнет со елементи кои навистина се европски демократски вредности. Имавме конструктивен диалог меѓу најрелевантните политички партии, имавме многу убедувања, имавме многу разубедувања во една или во друга насока. Едновремено знаевме дека процесот и застрани, па се случи и класичен упад во правниот систем на државата, за кој што зборував минатите емисии поента. Кажавме дека се внесоа и неколку неуставни категории, но се во името на некаков наводен политички мир во куќа и се во името на компромисот, кој што нели е демократска вредност. Знаеме дека сите делови од договорот од Пржино се преточија во законски решенија и се изреализира на начин на кој што беше договорено. И наместо сега, кога се исполнија сите најважни елементи од договорот од Пржино, навистина да се постигне политички мир во куќата и навистина работите да се мрднат во позитивна насока, сега опозицијата повторно не е задоволна и вели дека ништо од ова што се случи не е кредибилно,
дека не се исполнети клучните предуслови за одржување на парламентарните избори, затоа што нели се немало време за прочистување на избирачкиот список, не е направена потребна реформа во медиумите и не е доволно одвоена партијата од државата. Иако за ниту една од овие забелешки од страна на опозицијата не може да се најдат аргументирани факти и не може да се најдат аргументирани докази врз кои што тие ги засновуваат овие предпоставки своји, опозицијата секако во спрега со меѓународната заедница едноставно вели нема услови за избори на 24 април, ама не само тоа, туку не велат и кога тие услови ќе бидат остварени. Тоа дека Државната изборна комисија треба да каже кога ќе се создадат условите, тоа е префрлување на политичкиот товар од сопствениот грб на еден класичен оперативно-технички орган кој нема никаква политичка одговорност и никаква политичка тежина да кажува кога ќе се одржат изборите и дали има услови или нема услови за нивно одржување. Од друга страна, политичарите кои што се во раководството на СДСМ се свесни дека прочистувањето на избирачкиот список е нешто што се случува постојано и во континуитет. Во Република Македонија речиси секоја втора година се одржуваат избори. Тоа значи дека во континуитет се прочистува избирачкиот список. Доколку постои некоја дилема околу одредени избирачи, дали треба или не треба да бидат запишани во списокот и да гласаат, тоа се решава во време кое што не е повеќе од една работна седмица. Па впрочем, и самиот Заев на локалните избори рече дека прочистувањето на избирачкиот список може да се случи во една работна седмица, односно една работна недела. Што значи дека ако има политичка волја и ако има посветеност за таа работа, се може да се случи и се може да се организира на начин на кој што е во согласно со политичката волја. Меѓутоа овде е проблемот што немаме политичка волја. Исто така, тие се свесни дека севернокорејското решение за регулирање на телевизиските медиуми не поминува во ниту една европска земја. Тие се свесни за тоа. Зошто би поминало тогаш вакво решение во Република Македонија? И кому му е во прилог да помине вакво решение во Република Македонија кога ниту една европска земја го нема инсталирано, го нема практикувано во својот медиумски систем ваквото решение? Исто така, мора да се каже дека ваквото цензорско решение е спротивно на устав, спротивно на меѓународно право, спротивно, ако сакате, и на сите пишани и непишани стандарди содржани во европската медиумска регулатива. Посебно е смешно како СДСМ го замислува концептот на оделување на партијата од државата, ако се има предвид фактот како тие ја практикуваат власта во ресорите што ги добија на управување во овие изминати 3-4 месеци. Само да подсетиме дека во неколку наврати и министерот за внатрешни, министерот за труд и социјална политика, брзопотезно не само што ги заменија спротивно на закон постојниот кадар, туку и во неколку 7 до 8 скалила ги унапредија приврзаниците на СДСМ, не по принципот на кариера, туку по принципот на послушност на партијата во ресорите каде што тие управуваат. Значи, тие сакаат едноставно да го одлепат ВМРО ДПМН од државата Република Македонија и самите да се инсталираат, односно да се залепат за државата и на тој начин да ни командуваат од озгора. Наместо легитимитетот да го добијат од доле, од граѓаните, тие сакаат да ни се накачат од озгора и на тој начин да ни глумат конструктивност и да ни глумат некаква европска вредност, разграничување на држава од партија. Одиме со мал блок реклами, една музичка numera и нормално станете со поента. Да, остануваме уште малку на концептот како СДСМ го сваќа одделувањето на партијата од државата. За нив се работи за класична замена на тези, односно ВМРО ДПМН е да се оддели,
да се одлепи од државата, за да може СДСМ да се залепи за државата, бидејќи, како што кажав, освен вака од озгора наметнати со уцени и со притисоци, СДСМ никако поинаку не може да се здуши со народот и со државата. Тоа е така од 91 година па се до денес. Самата замена на тези има за цел во нивната глава нормално да го тргнат ВМРО ДПМНЕ, кој за нивна среќа има природен лепак со народот, но и состојки на поврзување со граѓаните кои што се создадени не преку еден ден или не преку една деценија, туку веќе 25 години. Граѓаните се поврзани со ВМРО ДПМНЕ преку заедничка работа со оваа партија, преку постојани контакти, преку теренско разменување на идеи, конкретни предлози како да се подобрат состојбите во општината, како да се подобрат состојбите во селата, како да се подобрат состојбите во градовите. Бидејќи тоа СДСМ го нема, они немаат никаква теренска активност или бледа е теренската активност на оваа партија, сакаат едноставно на сила, со мускули и во име на некаква демократија и на некаков заштитен чадор што цела во оваа операција ја оправдува преку повикување на некакви европски вредности и критериуми, да му се наметне над македонскиот граѓанин како судбина. Јас велам политичка пародија пар екселанс, меѓутоа времето ќе покаже дека на тој начин не се практикува политика и дека ако сега можеби во овој момент ликуваш дека политичките состојби се во твои раце и дека работите ти ги контролираш, веќе утре и задутре можат работите да се сменат и да се сврти тркалото и да едноставно останеш само со насмевката на лицето. Интересно исто така по мене како и невладиниве организации кои што се финансирани од Сорос, цело време индиректно, директно се местат во политичкава игра и како и тие гледам пројавуваат апетити да станат релевантен фактор на политичката сцена, па час СДСМ ги употребува да бидат дел од агенцијата за медиуми, па час ги употребува да бидат главни одговорни уредници на МРТВ и така натаму. Без притоа да малку да размислат дека тие не може да бидат политички субјекти затоа што тие се невладин сектор и како невладин сектор не може да носат политичка одговорност. Политичка одговорност носат само политички субјекти кои што се легитимирани на избори, кои што имаат освоени изборни резултати и кои зависно од изборниот резултат се наоѓаат во власт, а зависно од помалиот изборен резултат се наоѓаат во опозиција. И тоа е она што е нормално во политичкиот свет. Меѓутоа гледаме како невладени организации добиваат политички апетити и наместо да си ја гледаат својата работа во граѓанскиот сектор и наместо таму да работат и да освојуваат поддршката од граѓаните, тие нормално како петлиња се раскукурикале и сакаат на политичката сцена да направат свој простор за свој мегдан на делување. Очигледно ги измешале лончињата, заборавиле дека не може од лица кои што не се ниту власт, ниту опозиција во земјата, да се очекува да бидат политички одговорни, да бидат политички кадарни, да ги менаџираат работите во државата. Нивното место е во граѓанското општество и тие таму треба да се извојуваат условно битката за поголема репрезентативност во граѓанското општество, затоа што гледам дека и граѓаните не ги есапат, затоа што не може да се поврзат со нивните програми и со начинот на кој што тие замислуваат дека делуваат во граѓанското општество. Па дури потоа, откога ќе стекнат граѓанската поддршка, може да имаат и некакви други амбиции со повисоки цели. Проблемот што им се наметнува на овие граѓански организации е што голем дел од граѓаните на Република Македонија не можат и не знаат за какви цели тие функционираат и постојат, затоа што тие едноставно не се автохтоно поставени, не ги представуваат интересите на македонските граѓани, тие никогаш не ни се обратиле на терен да видат кои се потребите и интересите на граѓаните, туку едноставно функционираат за да ги задоволат своите лични интереси.
Интересно е што и програмите на овие невладени организации немаат некоја поголема поврзаност со интересите на граѓаните, туку едноставно тие се поврзуваат со интересите на спонзорите, што одлучиле да истурат тука огромни суми на пари во македонското граѓанско општество заради други и поголеми политички интереси кои што сега ги гледаме или кои што сега стапија на сцена со вистинското свое лице. Она што е главен проблем по мене, посебно во политиката, е што за жал на Република Македонија најдена една група политичари посебно инсталирани во опозицијата, кои крајно несериозно ја сваќаат политиката и за жал таа крајна нивна несериозност сега треба да ја плаќаме сите ние како граѓани на државата. Наидовме на една групација на политичари во СДСМ кои ниту држат доветениот збор, ниту знаат што е консистентност во она што се говори, па едно велат наутро, друго велат навечер. Наидовме на една генерација на политичари кои немаат елементарна конзистентност во реториката и во политичкото делување. Политичките решенија не се создаваат заради доброто на граѓаните, туку заради некои лични и стриктно или најголем дел материјални интереси на партиската врхушка во СДСМ. Токму од овие, меѓутоа и од редица други причини кои што можеме да ги набројуваме дутре са бајле, ја констатирам потребата дека во Република Македонија навистина е потребно едно ново политичко лидерство, ново политичко лидерство во опозицијата генерално, но и во СДСМ како најголема опозициона политичка партија, која ќе може да ги следи успешните политики на власта, кој ќе може да им парира и да оди во чекор со понудените политички решенија на власта, нормално за да можат и тие да даваат алтернативни решенија или алтернативни понуди кои ги сметаат за подобри од оние на власта. Се додека не се воспостави, би рекла, некаков баланс во однос на она што го нуди власт и она што го нуди опозицијата, ние навистина ќе имаме работа со подземни, би рекла, политички методи. Тоа не се ни политички, подземни криминогени методи кои за жал ќе доминираат на политичката сцена и кои што ќе сакаат да ги рушат сите успешни политики и успешни и ефекти и резултати кои што ги спроведуваат успешните политики во Република Македонија, се со цел да се дезавуира, да се деградира она што досега е сработено на политичката сцена во Република Македонија. Одиме со мал блок реклами и нормално со последните 10 минути од емисијата Поента. Останете со нас. Да, како што кажав, политиката не смее да биде мегдан каде што се надпребаруваат криминалните и подземни структури на државата. Сите оние подземни, би рекла, методи кои што се употребуваат, уцени, закани, незаконски действија и противправно решавање на политичките проблеми, не може да ја извлечат државата од политичката криза. Кризата се решава единствено со антикризни методи и со антикризни инструменти, а најголем антикризен инструмент е казната што народот на Република Македонија ќе им ја даде на изборите на 24 април на сите оние што повеќе од една година ја држат земјата во политичко заложништво и што одлучија да тргуваат со незините витални национални интереси буквално како на пазар. Господинот Заев и тие неколкумина околу него, нормално дека ќе останат на тезата дека не треба да има избори, затоа што се свесни дека после изборите Заев и неговите пајташи ќе ги нема од политичката сцена, односно тие ќе останат поранешни политичари во земјата. Секој изборно соочување кое сите ние знаеме каков краен резултат ќе донесе, ќе значи политички крај на лидерот на СДСМ и на раководството на СДСМ, а за некои и евентуално крај на слободата кое што ја имаат заслужено. Овој пат изборниот резултат
велам дека нема да биде поразителен за СДСМ, туку ќе биде катастрофален за СДСМ и затоа тие бегаат од избори, затоа што сите анкети покажуваат какво е јавното мислење, односно на која страна е наклонето јавното мислење, затоа што токму затоа навистина е тешко да се најде маж во оваа политичка партија кој што би кажал добро, ајде да одиме на избори, па што биде нека биде. Тие се свесни дека изборните резултати не се создаваат преку местенки, преку разноразни фабрики, за афери, за манипулации, за закани, не се местат или не се создаваат со лажна еуфорија. Изборните резултати се секогаш производ на многу голем вложен труд кој што е од страна на еден поголем колектив, односно по колективитет на луѓе. Не се работи тука само за индивидуален труд на премиер или на претседател на влада, туку се работи за еден колективен труд, заедно подржан со многу голема политичка енергија, многу реализирани проекти за себе, многу грижа за секој еден во државата. За жал, СДСМ не може да и се припише ниту еден добро сработен проект, освен оној кој што го поврзуваме со тоа дека Република Македонија го доби статусот на земја кандидат за членство во Европската Унија, меѓутоа се знае која беше цената на земја кандидат за членство, затоа што после конфликтот кој што се случи 2001 година и после она широка влада која што повторно ја наместија Социјалдемократскиот сојуз и меѓународната заедница, едноставно следуваше избор на Социјалдемократскиот сојуз начело на владата, што како награда секако го доби и кандидатскиот статус на државата заради изгубената војна, односно заради изгубениот конфликт и заради изгубените македонски национални интереси во тој конфликт. Едноставно на сите граѓани им е јасно дека Социјалдемократскиот сојуз е навикната да функционира во политиката на грбот на другиот и тоа секогаш е за жал на грбот на ВМРО ДПМН. Секогаш користи друг за да дојде на власт. Така беше 2002 година, така беше и 2015, така и денес. Да не одиме и наназад во годините како тие доаѓаа на власт. Сплетките и малверзациите и подметнувањата и политичките калкулантства се лице и опачина во делувањето на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што тие и не знаат со што друго да се пофалат, затоа што немаат проекти, немаат економски перформанси кои што го подобриле капацитетот на државата, немаат донесено некои посериозни странски инвестиции во земјата, немаат добри ниту економски, ниту политички понуди и програми кои што ќе бидат во корист на граѓаните, или барем досега не видовме такви, покрај тоа што ги најавуваа помпезно од хотелот Holiday Inn дека наводно имаат срочена нова програма. Никој за жал не ја вида таа нова програма. Едноставно не постои капацитет во таа политичка партија, барем за сега, да се види дека многумина седат, работат, сработуваат, дека се способни да сработат и да продолжат да нудат нови понуди и нови проекти за граѓаните. Најважно од се, или по мене најтрагично од се, е што во моментов СДСМ едноставно не знае што треба да работи, туку е потпрена на меѓународната заедница и едноставно таа ја води како слеп со стап. Значи едноставно и покажува како треба да оди, што треба да прави, кои се механизми може да ги искористи и така натаму, надвор од, би рекла, се она што представува граѓанска потреба или граѓански интерес, и затоа велам дека оваа политичка партија секогаш екзистира и сака да екзистира во услови на политичка криза, затоа што само во услови на криза никој не им бара резултат, никој не очекува од нив понуда, никој не очекува од нив програма. Тогаш во услови на криза се најгласни, ја велам најголеми борци за филозофија, затоа бегаат од изборите, затоа бегаат од изборното соочување со граѓаните, затоа што знаат дека за граѓаните не ценат вакво политиканство и вакво би рекла безделничење во политиката.
Тие од друга страна гледаме дека можат и со црниот ѓавол да се здружат, само и само да им успее сценариото да се наметнат во власта без избори или да останат во владеачките позиции без легитимитет од граѓаните. Отаму и затоа се подготвени на се. И затоа и денеска ќе имаме мачно попладне и нормално мачна вечер, каде што ќе се изнагледаме како големите борци за демократија и големите борци за филозофија ги спасуваат европските демократски вредности, а уствари се трудат да се спасат само себе си и својот политички крај. И она што е би рекла страшното во целава филозофија нивна е дека за нив политичар во Република Македонија, сите тие кои што се сметаат за политичари во Република Македонија, не велат дека народот стои зад нив, туку велат дека меѓународната заедница стои зад нив, што едноставно говори многу за нив како политичари, но и за нив како луѓе. На крајот би сакала да завршам со еден оптимизам дека избори на 24 април сепак ќе има, дека Република Македонија согласно уставот и согласно меѓународното право има суверени граѓани кои треба да одлучуваат за судбината на државата, затоа што во крајна линија суверената власт се наоѓа во суверените граѓани. Ниту Заев, ниту странските амбасадори, ниту Али Ахмети, ниту било кој е суверена власт во Република Македонија. Суверената власт во Република Македонија се сите македонски граѓани, сите граѓани на Република Македонија кои што живеат во оваа држава. Од тука, имајќи ја предвид таа логика и таа позиција која што е клучна појдовна позиција за секој политичар, мислам дека Република Македонија заслужува да има избори на 24-ти, се со цел да се инсталираат, да се воспостават стабилни политички институции кои ќе помогнат на државата да ги надмине сите предизвици со кои што се соочуваме и секако да се заштитиме од сите опасности кои што и демнат на државата, како внатрешни, така и надворешни. Бидејќи немам повеќе време, останува уште толку да кажам дека емисијата Поента се емитува во Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишова Јовановска е уредник и водител на емисијата Поента. Денеска е 23 февруари 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Останете во добро расположение, секако останете со позитивна мисла. Утре е сепак нов ден. Утре е нова светлина за прогресивните и успешните сили во државата. Поздрав и до слушање наредниот вторник во истото време од 17 до 18 часот. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.